Здраво на сите и добре дојдовте во Sneak Peek. Денеска ви ги представуваме 5 најважни вести. Министерството за внатрешни работи ја информира јавноста дека за да се олесни процесот на подигање на новите пасоши, од понеделник граѓаните кои се фотографирале за пасош во МРТВ и Пролет ќе добиваат SMS порака кога истите ќе бидат готови. Исто така, дали нивната патна исправа е готова, граѓаните ќе можат да проверат и на веб страницата на МВР. Рокот за пријавување на семестар на медицинскиот факултет во Скопје е продолжен. Рокот за пријавување требаше да заврши денес, среде испитна сесија, а околу 3000 студенти имаа исти рокови за доставување на документите, поради што се создадоа долги редици пред факултетот. Со новите измени, рокот е продолжен до 23 февруари. Енергетската транзиција ќе ослободи Северна Македонија од јагленот, загадениот воздух, но и од увозот на струја. Замената на јагленот со чиста енергија, особено од сонцето, е една од главните заложби кон кои цели нашата земја во областа на енергетиката, со што има за цел да се приклучи кон напорите на Европската унија во јаглеродно неутрален континент до 2050 година. Грција стана првата православна земја која дозволи хомосексуални бракови. Грчкиот парламент ја одобри легализацијата на истополовите граѓански бракови по 36-часовна дебата на пратениците, во време кога јавното мислење изгледаше доста поделено. Косово е во пресрет на 16 годишнината од независноста. Американскиот претседател Џо Бајден во честитката за 16 годишнината од прогласувањето на независноста на Косово го охрабри раководството на Косово да ги исполни сите обврски од диалогот за нормализација на односите со Србија. Поздрав и се гледаме следна недела. За следете на социјалните медиуми.